Петок, 7 април, кратки вести во 12 часот. Повторно сликан балкански рис на фотозамка во Националниот парк Галичица. После 50 на години пауза, балканскиот рис за прв пат беше забележан во паркот во 2020 година. Во последните 3 години ова е 8 забележување на рисот на територијата на Националниот парк. Во периодот кој следи ќе бидат поставени дополнителни камери со цел полесно утврдување на вкупната бројка на единки на балкански рис и други крупни цицачи. Од установата убедуваат дека нема да изостанат ниту мерките за заштита на живеалиштата на балканскиот рис и директно спречување на криволов во Националниот парк. Реномираната поетска манифестација Поетска ноќ во Велестово во август годинава ќе го прослави својот 35-ти јубилеј, што ќе биде посветено на поетесите. Во подготовка е поопширна панорама на македонската поезија пишувана од жени, од преродбата до денес, насловена Самодиви. Изданието ќе биде промовирано на отворањето на годинешната 35-та Поетска ноќ во Велестово на 18 август. Охрид и Струга од 19 до 29 септември ќе бидат домаќини на светското екипно првенство во шах за сениори. За прв пат во историјата на самостојна Македонија, Светската шаховска федерација и додели на нашата земја организација на настан од светски рамки. После 50 години Македонија ќе биде домаќин на едно големо светско шаховско надпреварување, истакна председателот на Шаховската федерација на Македонија Саша Богдановиќ по добивањето на организацијата на светското првенство. Времето денес сончево со мала до умерена облачност, дува слаб до умерен западен и северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.